Образован систем кој ќе понуди практично знаење за што побрзо вклучување на младите во работен процес е еден од моделите кој може да го реши проблемот со недостаток на работна сила. Дуалното образование како начин на едукација веќе се применува во средното училиште и владата вложува во истото. Но според експертите потребно е овој тип на настава кој овозможува учениците од стручните училишта да работат во компании и да учат, да се применува поактивно и на факултетите. Добар сигнал е новиот закон за работно ангажирање со кој може хонорарно да работат студенти без да го изгубат правото на редовно студирање. Ова ќе помогне тие да може да заработуваат за време на студирањето, а воедно и да стекнат одредени практични знаења во професии и занаети кои не достигаат на пазарот на труд. Сега имате вие дете на 17, сепак се деца тие, на 17 години средношколец да влезе во работен однос. Тоа е за мене еден позитивен сигнал. Недостатокот на работен кадар мора да го држиме ние со интегрирање на деца или на млади лица уште од самиот процес на матурирање. Бидејќи кога ќе ги оставите вие во лош образовен модел, да стекнете или еве ако сакате брутален ќе видам да купите диплома на еден начин, вие ништо не сте постигнале со тоа. Недостатокот на работна сила е демографски проблем со кој се соочува државава со години. Според последните податоци од владата, Македонија изгубила еден град во последните 4 години или 33.000 жители. Според експертите, со вклучување на работа уште во текот на студирањето на младите им се овозможува да се задржат тука, затоа што веднаш влегуваат во работен процес. Ние сакаме 5% раст на GDP. Јас го зборам, тај често го пишуваме во колумни и верувам јас во тоа, во овие 3 години. Но за 5% раст на GDP и до 8 да дојдеме, нам ни треба и работна сила. Значи тоа е демографски, работната сила кај ќе ја најдеме ако не од овде. И од другата страна привлекување на назад, враќање на сите оние кои се диаспора. И сега да бидам објективен до крај. Ако веќе младиве и заминуваат, тогаш на еден начин ајде на оние кои се веќе таму да им помогнеме да влезат во систем. И после да се вратат тука. Инаку владата подготвува стратегија за демографските политики во земјава, во фокусот ќе бидат младите. Државата ќе вложува во изградба на нови градинки, повисоки плати на граѓаните, како и зголемување на еднократната помош за прво дете и на доместок за второ дете и воведување на финансиска поддршка за трето дете и близнаци.